Почитувани слушатели, во вечерашнава програма, наредните минути што се пред нас, во студиото на Македонското радио, Радио Македонија, е господја Билјана Пејовска-Ристеска, извршен директор на Стопанската комора за туризам. Темата на која што ќе говориме во текот на оваа емисија е како работи Стопанската комора за туризам, кои се нејзините надлежности, кои се активностите, кои се проектите што во моментов се актуелни, а ги спроведуваат во рамките на Стопанската комора за туризам, која што е, може да се каже, една бизнис заедница на туристичките работници од Република Македонија. Господја Пејовска-Ристеска, ви пожелувам добре дојде во студиото на Радио Македонија и разговорот би можеле да го започнеме со некои, можеби малку поконкретни податоци за што всушност станува збор кога велиме Стопанска комора за туризам. Формирани сте во 2008 година, значи активно работите веќе 11 години, да. Што сработивте за времето на овој период, можеби во сосема кратки црти и пред се што е она што во моментов е во фокусот на вашите активности? Добро вечер и од мене, до слушателите на вашата емисија. Поздрав до сите. Стопанската комора за туризам на Македонија е бизнис заедница на туристички работници, формирана 26 март 2008, полни 10, уште малку е веќе 11-та година, така да токму еден повеќе од јубилеј 10 одбележуваме на години некој начин. функционираме. Основна цел која што ја имаме уште при самото формирање како мисија и визија на самата комора е заштита на интересите на туристичките работници во сферата на нивното работење, меѓутоа и општ раст и развој во целокупното туристичко стопанство, затоа што ние сме една од најголемите грански стручни комори, ако не и најголема во Македонија, која придонесува за тој општ раст и развој во туристичкото стопанство. Структурата која што ја има Стопанската комора за туризам се состои од 5 сектори, функционираме значи низ 5 сектори. Тоа е секторот туроператори, туристички агенции, хотелско-угостителски објекти, превозниците, без кои што не може тој процес да биде заокружен во туризмот, образовните институции, тоа се сите оние институции, високообразовни, факултетите кои образуваат кадар во туризмот и угостителството, меѓутоа и средни стручни училишта. Морам да кажам дека најактивно ни е училиштето за угостителство и туризам, средното стручно училиште од Крушево, на Наумовски Борче. Имаме здруженија, провајдери, оние кои што се во неформалниот систем на образование, значи покрај формалниот, овој сектор ги опфаќа и неформалниот систем на давање можност за доквалификација, преквалификација, тоа е тревел тренинг центрите, како што е Савана, која што има дополнителни курсеви за сите оние кои што сакаат да имаат знаење од областа на авио, билети и продажба. Исто така се и здруженијата за туристички водичи, меѓутоа морам да нагласам дека минатата година со одлука на управниот одбор на комората, од работењето на самите туристички работници и секторите во комората, видовме дека има потреба Здруженијето за туристички водичи да го формираме како посебен сектор, со тоа што би се вовел некој поголем ред во достапноста до туристичките водичи на секторите туроператори, туристички агенции и хотелите. Така да од минатата година веќе сме 5 сектори. Петиот сектор е туристички водичи и придружници, кој функционира, се разбира, со свој раководител. Во рамките на тој сектор ги имаме сите оние туристички водичи како потенцијал што ни се доставени со име, презиме, лиценца и јазици кои ги познаваат. Во рамките на комората се надеваме понатака дека истиот тој сектор ќе расне. Имаме и уште поголема амбиција во соработка со Министерството за економија, да ги добиеме и лиценците за издавање на туристички водичи понатак. Ги спомнавте туристичките водичи, пред се лиценцираните туристички водичи, кои што се секако многу важни во развојот на туризмот, особено кога станува збор за домашниот туризам, значи за внатрешниот туризам, за гостите кои што доаѓаат да ја посетат нашата земја. Можете ли да ми кажете колкав е бројот на вакви водичи што се во
вашето здружение сега сектор, нели, во рамките на Стопанската комора за туризам и колку нивните активности придонесуваат во афирмирањето на вредностите од туристичка гледна точка што ги имаме дома. Од она што го имаме во секторот до сега како податок добиено, бројот на туристички водичи е некаде од 80 до 100, во зависност се движи од тоа дали се само водичи или дали се и придружници. Најбројни се оние кои што го познаваат англискиот јазик, меѓутоа ние веќе имаме потреба и од други јазици, имаме потреба и од такви какви што се земите од далечен исток за кинеските групи. Многу малку имаме такви водечи со познавање на таков јазик, меѓутоа еве со оглед на тоа дека веќе секторот прави некои анализи кои ни се потребни покрај англискиот јазик, да се знаат и други јазици, даваме насоки. Истите тие кои што го познаваат англискиот може како втор јазик, например, она што е најбарано, да го усовршат за да бидат и поконкурентни меѓу себе, а се разбира и на туристичкиот пазар воопшто. Од понудата што ја нудат и туристичките агенции, еве ова што можат да го презентираат туристичките водичи, според вашите сознанија, предпоставувам дека ги имате, што е она што е најинтересно за странските туристи кои ќе дојдат во Македонија? Каде е најголема посетеност и што најмногу ги интересира? Што е можеби на некој начин најпознато и надвор од границите на нашата земја, па се интересираат да го видат тука? Она што е тренд во светот, значи на глобално ниво, тоа се излегување од рамката на масовниот туризам. Македонија тоа го има во понудата. Низините 5 минути може би се тие, затоа што ние сме земја која што ги нуди сите алтернативни видови на туризам, почнувајќи од она што е тренд, екотуризмот или здрава животна средина, вода, воздух, сонце, се разбира сите оние други пасивни и активни форми кои што може да ги понуди од тој алтернативен туризам. Тука се рутите кои што се културно-историско наследство, природните убавини на нашите езера. Секогаш ние може да кажеме дека Охрид ја продава Македонија и со право тоа може да го кажеме, затоа што понудата која што ја нуди Охрид не е само за сезонски карактер, него таа е 365 дена во годината. Она што е исто добро дека Скопје како главен град на Република Македонија е доста посетен, дури мислам дека го држи оној тренд после Охрид, тука се некаде. Ако се земе Охрид како град и Скопје секогаш е попосетен од Охрид. Меѓутоа, Охрид со околината е секогаш Охрид со околината попосетен него Скопје како град. Така да тука е таа трка меѓу тие градови. Меѓутоа, добро е да се види дека по статистичките податоци, поготово изминатава година, расте бројот на параметарот посетени други места. Сега ние како Македонија немаме институт за туризам за да согледаме точно кои се тие попосетени места. Може само да нагаѓаме дали се тоа планинските места, дали се тоа бањите, дали се тоа манастирите, црквите или слично. Значи, тука исто имаме покачување на бројот на посети и бројот на туристи, меѓутоа треба да следи една добра анализа што точно состојат тие посета на други места. Го спомнавте алтернативниот туризам, кој што е, како што рековте, тренд во светски рамки, па и кај нас. Јас би прашала нешто во врска со ова бањскиот туризам или обично како што се нарекува спа туризам. Дури во околните земји, да не речам пошироко во Европа, спа туризмот бележи голем подем и остварува големи приходи. Македонија е земја која што природно е богата со минерални извори на вода, меѓутоа според сите сознанија и според она што го кажуваат и туристичките работници и другите заинтересирани страни, овие можности во нашава земја се уште не се користат во доволна мерка. Еве, според вас, зошто е тоа така? Дали сте размислувале што би требало да се направи на тој план, затоа што навистина е, да речам, тажно,
може би е претежок збор, но сепак такви природни убавини и реткости, минерални извори уште од римско време, може би пред тоа, да седат неискористени или недоволно искористени и да бидат речиси недоволно познати и за домашната, а не пак за странската јавност. Се си сака инвестирање. Значи, почнувајќи од инфраструктурата, а ние знаеме дека во бившата држава Југославија тие беа на едно ниво на лекувалишта. Трендот кој што е во светски рамки и во за 2019 година Светската туристичка организација, еден од концептите кои што го предлага е извршување на здрави опции под наводници, значи така е таа крилатица, како да ја кажам, која што ќе опфаќа пешачење, велнес и спортски туризам. Значи, ако од трите концепти кои што ги предвидела Светската туристичка организација, ова е еден, тоа значи дека е на светски рамки баран. Лекувалиштата кои што сме ги имале, оставени такви какви што се без инвестиции, се руинирани. Истите за да се подигнат треба во нив да се инвестира. Инфраструктурата патна е таква каква што е, исто и во нејзе треба да се инвестира. Жалосно е што не можеме да ги искористиме капацитетите на минералните води кои што ги има. Имаме само еден, тоа е Водебарскиот крај, значи, и тоа е приватна инвестиција. Треба да се размислува и до сега мислам дека и стратешки требаше тоа да се превземе од страна на државата, можеби не само од страна на државата, требаше тоа да биде еден заеднички диалог меѓу сите засегнати страни. Точно. Значи да се седне приватниот, невладиниот сектор, институциите, вработените во туризмот да се види, затоа што знаете тоа е доходовен концепт на туризам, значи не е она ноќевање едно-две, него тие видови на туризам или тој концепт на туризам е аранжмански со повеќе ноќевања, тоа е доходовно за сите во туризмот. Не ви е посетата од 5-6 часа на кружна тура нешто бенефитна во целост за туристичкото стопанство и за државата преку туризмот, а толку многу голема колку што може да придонесе овој вид на туризам, односно оваа содржина. Затоа сметам дека треба во стратегијата која што веќе ја очекуваме подолг период. Да, се најавува дека конечно ние имавме голем влог во таа стратегија како Стопанска комора за туризам, со своји забелешки, со своји предлози, наидовме на добар прием од страна на Министерството за економија, они прифатија сето тоа, меѓутоа некако се раздолжува работата. Ни беше кажано дека оваа година ќе влезе во процедура, еве очекуваме, се надеваме, така да таму ова содржина е стратешка и се надевам дека со заеднички сили, барем ако не оваа 19-та од следната 20-та година ќе имаме повеќе такви велнес и спа центри. Да, од некаде секако мора да се почне. Искрено жалосно е да се остави сето тоа така, кога го имаме како потенцијал и богатство. Ја имаме природата, ги имаме сите услови, потребно е само човечкиот фактор да го додаде она што е неопходно, а тоа се сместувачките капацитети и сите стандарди за оваа содржина. Да, сепак станува збор за еден вид висок туризам, значи сепак треба нека поголема инвестиција. Господја Ристевска, во првиот дел од вашето излагање спомнавте дека меѓу другите членки на Стопанската комора за туризам, значи на вашата комора, каде што вие сте извршен директор, се и факултетите кои што образуваат кадри за работа во областа на туризмот. Па би ме интересирало на колку факултети во Македонија се образуваат овие кадри? Тоа се трите универзитети, значи универзитетот во Битола, факултетот во Охрид, еден од најстарите, мислам дека повеќе од 90 години постои, универзитетот при УКИМ, тоа е ПМФ, Природно-математичкиот факултет во делот на географија имаат само туризам, значи тоа е програмата туризам, додека во Охрид го имате туризам, угостителство и уште други насоки, нутриционизам и слично. Го имаме Универзитетот Гоце Делчев во Штип, ја има насоката бизнис, логистика и туризам. Тие се високо образовни институции кои го профилираат кадарот кој што е потребен за ова
стопанска гранка, односно за туризмот и угостителството во Република Македонија. Меѓутоа, не секогаш се совпаѓа, значи, пазарот или Со кадрите што се токму така, образуваат. значи, она што го дава пазарот на труд со профилираните кадри од образованието. Сме во корелација, значи, нивните наставни планови и програми да одговараат на потребите на туризмот. Наидуваме на добра соработка, значи работодавачите ги даваат своите предлози. Меѓутоа морам да кажам дека туризмот е брзо растечка индустрија и не може да ги сочека во одредени делови од развојот кадрите кои што за 4 или 5 години ќе ги даде високообразовната институција низ редовниот формален систем на образование. И добро е што веќе во државата имаме и тревал тренинг центри или само тренинг центри кои што низ кратки курсеви и обуки даваат можност веќе профилирани кадри од една струка, доколку сакаат или тоа име потреба во работењето, да го надополнат знаењето или своите вештини со обуки, курсеви. Добро е што во 2013 година Република Македонија тогаш го воведе законот за националната рамка за квалификации, кој што е компатабилен со европската рамка за квалификации. Секоја потреба на работодавачите во Република Македонија, кога е потребно за работењето во својата дејност, може да оформира програма, да ја достави до Министерството за образование, доколку е таа компетентно издржана, таа квалификација или дел од квалификација да се постави во националната рамка за квалификации, истите сертификати кои тој центар би ги издавал, би биле валидни како во Македонија, така и во европските држави. Тоа е многу важно исчекор за сите, да, и таа таква можност. Значи, потребно е на пазарот готвачи, собарки, келнери, зборувам во делот на угостителството или оние профили кои што се од понизок ранг во образовниот формален систем, 3-годишното, што е. Меѓутоа, сега веќе гледам дека има потреба и од поспецифични квалификации, како што е бариста, сомелиерството на вино. Имаме и такви, гледам, центри, академии, кои што со одредени франшизи од светски центри, како што е Луцерн, Лондон, веќе се образуваат и во Македонија, и тоа низ кратки курсеви го овозможуваат за да може пазарот да го има оној кадар кој што е потребен во даден момент за работниот процес. Се во ова што го кажавте, значи ли дека има интерес кај младите луѓе за некоја од овие професии? Значи туризмот опфаќа голем број на професии, има потреба од различни работници. Секако туризмот е терцијарна дејност и таа е комплексна како услужна дејност, влече уште од 18 гранки од примарниот и од секундарниот. Има, да, интерес има, поготово за овие поспецифични квалификации кои што ги набројав предходно, меѓутоа се уште ние како држава сме многу ниски во платите тој сектор. Да, токму и тоа затоа ми е беше една од прашањето, причините така. што интересот е голем, меѓутоа она која ќе се дојде до последната алка од тој процес колку треба да бидат или изнесува платата во сооднос со трудот, валоризацијата направена, проценката, на крај се согледува дека се многу пониски од она што се вложува и заради тоа се и тие големи откажувања од таа дејност. работењето во тој дел. Добро, туризмот е, рековме, нели, терцијална дејност, една гранка која што бара соработка не само помеѓу различни институции, различни професии во рамките на земјата, туку и надвор од неа. Вие, колку што ми е познато, имате подпишано повеќе договори за соработка, вака јас општо би ги рекла, со многу земји кои што веројатно ви овозможуваат на некој начин да ја проширите таа соработка и да ја зголемите работата која што ја имате. Секако, Стопанската комора за туризам во изминатиот период има подпишано меморандуми за соработка со повеќе држави, пред се околните држави, Хрватска, Австрија,
еве сега веќе имаме понуда и од Црна Гора. Тоа е туристичка организација на Црна Гора, која што е на исто ниво како и нашата комора за потпишување во делот на размена на идеи, во размена на вештини. Сепак тие имаат еден вид друг концепт приоритетен како земја со излез на море. Ние го имаме континенталниот тип, затоа и можеби Австрија ни е најприлагодена и Словенија за тој дел. Очекуваме исто и со нив да потпишеме меморандум за соработка. Турција исто така ја имаме, меѓутоа морам да напоменам покрај овој формален дел на соработка кој што го имаме преку меморандуми за соработка, договори и слично, ние имаме и такви меморандуми и со сите општини во Македонија. Значи, делуваме и со општините, разменуваме информации заради нивна афирмација и преку комората, заради локалните производи што ги имаат, а се интересни во туризмот, а и нас ни е исто тоа да бидеме во сите делови на државата присутни. Друг модел кој што го имаме за стапување во контакт или за соработка со останати земји од Европа, ги користиме преку Европската комисија. Тоа е проектната програма Erasmus+, која што ја нуди за мобилност и образовни програми и обуки. Веќе втора година или втор проект, можам да се пофалам, го имаме од програмата Erasmus+ во клучна акција 2. Првиот беше во клучна акција 1, мобилност на членките, а сега веќе имаме стратешки партнерства со одредени држави во трајање 24 месеци. Наши стратешки партнери се Шпанија, Португалија, Бугарија и локален партнер од Демиркапија имаме. Во делот на сомелиерството беше тој проект како потреба од хотелскиот сектор, токму оно што претходно го зборував, дека таа квалификација е атрактивна, а не достигаше на нашиот пазар, за да се разменат искуствата, вештините и преку тие обуки кои што комората ќе ги спроведе со овој проект во тие држави, се добива еден проектен сертификат кој што понатака во интерни граници на самите членови во групите, односно тоа се наши членки, кандидати на наши членки од комората, ќе можат понатака да го дисеминираат или пренесат знаењето стекнато во Португалија, во Шпанија и во Бугарија. Значи, веќе успешно ја завршивме во ноември првата обука од тој проект. Тоа е за сомелиери за вино во делот на Барселос, Брага, близу Порто. Имавме одлична обука од 7 дена во позната винарија за вино Верде. Се вративме со многу големи искуства, со уште поголеми контакти меѓу нас за идна соработка, продлабочена и поблиски, се разбира, активности во дадени области, што тие веќе ги имаат, а во хотелскиот сектор, затоа што знаеме сепак Португалија е држава која што е високо котира во туризмот. Традиционално така. Се спремаме за втората обука, која што треба да биде од 30 овој месец до 6 април во Шпанија. Таму ќе биде сомелиери за сирење, затоа што сепак сомелиер, самиот збор кажува дека е познавач на храна, односно да го видиме спојот помеѓу виното и сирењето, колку е битен за хотелскиот сектор и воопшто за понудата во она што ние исто како држава може да се пофалиме, храната која што кај нас е позната надалеку и како природна и како органска, така да останува тоа да се спроведе. Ние и понатака после овие проекти, од првиот проект како партнери го имаме Париз. Тоа беше едукација за туроператори, 10 дена, наши членки од комората замина на дообука кај познат туроператор во Париз. Ова е сега вториот проект преку Националната агенција за образовни програми и мобилност во Скопје. Програмата веќе ја кажав, се разбира со поддршка на Европската комисија. Овие контакти кои што ги остваруваме преку проектот се многу важни затоа што не се краткотрајни. Таква е и клучната акција во која што учествуваме. Самото име кажува стратешки партнерства. Значи се што имаме како излезни резултати од овој проект да биде со одржлив долг карактер.
овие стратешки партнерства покрај тоа што овозможуваат обуки, како што спомнавте, и добивање на одредени сертификати, имате ли податоци како практично се одразуваат врз развојот на туризмот во Македонија? Значи, има ли некои поместувања, да речем, како резултат на овие стратешки партнерства и на искуствата кои што се стекнуваат на овие обуки, кои што, како што самите велите, се драгоцени за сите работници од било кој вид од областа на туризмот? Секако, еве веќе после првото наше враќање од првата обука, оние хотели кои што беа дел со своји учесници, членки внатре во нашата комора, она што како искуство го кажа, го пренесоа, придонесе за тоа за и други хотели, значи од хотелскиот дел, тоа да се распрашаат, да се заинтересираат, како тоа оди, како може да се стигне, затоа што навистина искуствата се големи и тоа е нивна потреба, ако сакаат да го следат светскиот тренд и развој. Мора тоа да го следат. Така да можам да кажам со еден збор, исклучиво високо квалитетна програма е ова и ваквите проекти кои што ни се нудат за понатамошен развој во тој дел. Што е следно на агендата, ако можам така да речам, во работата на Стопанската комора за туризам? Еве кажавте многу од досегашните активности. Предпоставувам дека имате и некоја подолгорочна стратегија, некој стратешки план ваш за тоа како ќе работите долгорочно и се зголемува ли бројот на членките во оваа комора? Дали пројавуваат интерес за соработка меѓу себе практично во рамките на комората? Покрај основачите кои што ги имаме секогаш во комората, од година во година секогаш имаме плюс членки, така да раснеме на взаемно задоволство, нас како бизнис заедница, поединечно како членка, затоа што знаете, во ваква дејност, стручна дејност, најдобро е кога еснавот е на едно место. Влијанието врз се што може да биде во институциите, надвор од државата, е многу поголемо кога сте заедно, отколку кога действувате како единка. И од тие причини ја согледуваат, значи, позитивната страна од членување во ваква бизнис заедница сите туристички субјекти и со задоволство констатирам дека од година во година раснеме. Ме прашавте што е она долгорочно. Ние веќе сме на изработка во комората. Имавме стратегија за 4 години до 18-та, 19-та, 22 драфт верзија, на која што исто така работиме. Се надеваме дека до крајот на таа стратегија основна цел ќе ни биде да бидеме и поактивни во меѓународни рамки. Тоа е Светската туристичка организација која што ни овозможува како приватен сектор, односно членка, да бидеме придружен член. Знаете, кога сте во врвот каде што се сублимираат најголемите анализи од туризмот, вие имате достапност од прва рака и не само податоци, него и сето она што е во план за следните 5 до 10 години. Сепак Светската туристичка организација анализите ги прави долгорочно, затоа и ние се водиме така. Во државата очекуваме понудата се повеќе и повеќе да расне и да не одиме само на квантитет, да се задоволуваме со зголемен број на туристи, него и со квалитет, односно еве да привлечеме повисоко буџетни гости. Да се надеваме дека вашите заложби во брза иднина ќе бидат реалност. Ви посакувам многу успех во натамошната работа и благодарам за вашето учество во програмава. Ви благодарам и вам за можноста да бидам дел од вашата програма. Почитувани слушатели, во изминатите минути моја гостинка во студиото и соговорничка беше господја Билјана Пејоска-Ристеска, извршен директор на Стопанската комора за туризам.